Здраво, деца! Денеска ќе ја раскажеме приказната за Махатма Ганди, неверојатното момче кое стана водач на најголемото мировно движење во историјата. Можете да започнете револуција и да го свртите текот на историјата, дури и кога чекорите на прсти тивко. Можете да бидете војници дури и без оружје. Сепак, не плашете се. Мојата револуција всушност започна мошне бавно. Како дете бев слаб, плашлив и срамежлив над секоја мера. Не ми одеше добро на училиште и моите соученици ме задеваа, па најчесто повеќе сакав да останам дома со книга, како сега, прилепен до сарито на мајка ми, многу религиозна жена, која секогаш слепо ја слушав. Еден ден на театар бев трогнат од приказната за Харисчандра, кралот кој ги загубил жена си и своите деца трагајки по вистината. Сакам да бидам како него, решив. Имам еден другар, Ука. Во Индија имаше мощна строга поделба во општеството и тој беше парија, најниската каста во општеството. Му дадов неколку слатки, а мајка ми ме прекори. Моханија, треба да знаеш дека повисоката хинду каста не треба ни да им се доближува на најниските касти. Оди и измии се веднаш. Бев запрепастен, затоа што никогаш не ни помислив дека Ука беше по нешто различен од мене. Сепак, во тоа време ја послушав мајка ми, иако со тага и неволно. Како тинејџер почнав кришум да пушам и да крадам по неколку пенија. Сепак за кратко време се чувствував толку виновен, што му признав се на татко ми во писмо кое му го дадов. Се мислев дека ќе ми се налути, дека ќе ме удри. Напротив, откако го прочита, го искина на парчиња и почна да плаче без да каже ниту збор. Тоа беше најлошата казна за мене. За прв пат сватив дека сатија, вистината, во себе содржеше ахимса, ненасилство. Се разбира, веќе никогаш не допрев цигара во животот. Во 1893 година, откако ги завршив моите правни студии во Лондон, патував кон моето работно место во Јужна Африка со воз. Овој вагон е само за белци, бегај од тука, ми рече кондуктерот со презрив тон, иако уредно му го покажав мојот билет за прва класа. Одбив да го послушам и на следната станица тој ме натера да слезам од возот. Тој настан целосно ми го смени животот. Престанав да талкам бесполезно по судовите и почнав да се борам за правата на индиските имигранти. Смислив метод кој го нареков Сатја Граха, санскритски збор за силата на вистината. Ги прекршував неправедните закони со тоа што свесно ја прифаќав секоја последователна казна. Илјадници индиски имигранти потоа ми се придружија, дозволуваа да бидат тепани или апсени без да мрднат со прст. Конечно, законите во Јужна Африка беа сменети. По 20 години се вратив во Индија. Со векови, со мојата земја управуваа британците, кои ги експлоатираа нејзините неверојатни богатства и кои ги оставаа индијците да живеат во сиромаштија. Патував по целата земја. Ги слушав грижите на луѓето и сватив дека дојде време за борба за независност. Бев убеден дека ќе успееме. Се што требаше беше да се вратиме на едноставниот живот на село и да ги отфрлиме законите или начините на животот на Западот. На решителен, но мирен начин. За да ги бойкотираме англиските алишта, предложив самите да си ја ткаеме ткаенината на нашите алишта.
На тој начин чарката, рачниот разбој, стана символ на ненасилната револуција. Исто така бев поборник за подобра лична хигиена, подобро образование и со сите сили ги поддржував укинувањето на недопирливоста и на системот на касти, со што станував се поубеден по апсолутната потреба да се почитуваат сите живи суштества. Мојата најпрочуена акција беше Солениот поход во 1932 година. Британската такса на солта не спречуваше да ја собираме и главно ги засегаше најсиромашните касти. Така, започнав поход со неколку пријатели и следбеници кон брегот. Изодевме 380 километри, а попат ни се придржуваа маси од илјадници и илјадници луѓе. Кога стигнавме до морето, собравме огромна планина од сол на брегот. Британската армија истепа и уапси повеќе од 60.000 луѓе, вклучувајќи ме и мене секако. Меѓутоа, нашата ненасилна реакција стигна на насловните страници на целиот свет благодарение на новинарите. Победивме. Бев мал човек, но моја беше една голема револуција. И таа и понатаму живее. Сакаш да бидеш како Ганди? Тогаш следи го твојот внатрешен глас и секогаш ќе ја најдеш вистината.